Добро вечер и Божи благослов, почитувани слушатели. Се разбира вие кои што ова вечер ќе слушате емисијата Гласот на вистината. Па дури сакам да ги поздравам сите оние слушатели кои што подоцна ќе ја следат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, зборуваме како што напоменав за последните времиња. За настаните кои што се случуваат или во иднина, се разбира, ќе се случуваат. Библијата е најсоодветната книга која не предупредува. Поточно, Божјата воља е преку Светото Писмо, преку зборот Божи, Бог да го предупреди својот народ. Поточно кажано да не предупреди нас, да го предупреди секого еден, барем оние кои што се читатели на Светото Писмо. Може би си поставуваме прашања и се чудиме зошто многу нешта денес се случуваат, денес го обкружуваат светот. Живееме во тешки времиња. Живееме во тешки услови. И се чудиме зошто сето ова се случува. Затоа, преку емисијата Гласот на вистината, ви препорачувам да го читате Светото Писмо и Библијата ќе ви открие зошто сето ова се случува. Она што сакам да кажам е тоа дека она што се случува меѓу нас денеска, за кој што често пати едни со други дискутираме и се разбира, не се согласуваме со одредени работи, ни се запишани во Светото Писмо. Исус зборува, небото и земјата ќе помина, но моите зборови нема да поминат додека не се исполни се. Оно што денес се случува е запишано во Библијата. Но се поставува прашање зошто се случува? Зарем е Божја воља? Зарем Бог сака вака да се случува? Затоа е потребно да следите емисијата Гласот на вистината, да го читате Светото Писмо и Библијата ќе ви открие зошто сето ова се разбира се случува. Дали е Бог за сите овие нешто кои што нас ни се случуваат денеска виновен? Затоа што најчесто пати кога не оди во наш прилог, одредена работа, ние знаеме да го обвиниме Господа. Но затоа е многу битно и многу важно да го читаме Светото Писмо и тоа ќе ни ја открие вистината. Затоа што Писмото нема за цел да ја скрие вистината, туку таа има за цел да ни ја открие вистината. Денес постојат многу трагачи по вистината, па затоа и апелирам да го читате Светото Писмо и само таму можете да ја откриете вистината. Само таму можете да узнаете за Божите вистини и да добиете одговор на сите, се разбира, ваши прашања. Зборуваме за земјотресите. Почитувани слушатели, земјотреси се случувале, ќе се случуваат, а и во иднина ќе се случуваат. Но што тие носат сами по себе си? Носат последици. И затоа сакам ова вечер да зборуваме за последиците, да видиме одредени бројки, одредени статистики по прашање на последиците. Сакам 3 нешта да спомнам, се разбира, за последиците. Значи, земјотресите носат последици. Прво, материјални штети. Второ, човечки животи и трето, цунами. Ако зборуваме за земјотреси, најголем измерен до сега беше во Чиле во 1960 година. Имаше околу 9,5 степени според Рихтеровата скала. Тој земјотрес предизвика огромни штети и бренувањата на океанот, формирајќи цунами. Овој настан на вистина покажа какви последици може да имаат какви последици може да има еден толкав голем или силен земјотрес, да предизвика цунами и штетите да бидат многу, се разбира, поголеми. На 26 декември се мисли овој во Чиле дека е најголемиот земјотрес кој што досега се случи во историјата на човештвото или на светот. 9,5.
На 26 декември 2004 година во Индискиот океан близу до брегот Сумрата, Индонезија, се случи 9,3 степени. Изумрија и загинаа 230 и 200 запишани или загинати луѓе. Жртви загинати се разбира од земјотресите, затоа реков дека тие сами по себе си носат и своји последици. Број 1 или на прво место се разбира е Кина. На 8 октомври 2005 година во Индонезија и Пакистан 7,6 или 7,8 степен, 3,5 милиони луѓе останале без, се разбира, нивните домови. Број на загинати, спомнати, бидејќи се спомнуваат некои статистики или почнеа да се спомнуваат некои статистики уште од 15 век. Во 1963 година, почитувани се разбира слушатели, зборуваме за Македонија, кој што се случи на природна катастрофа, што го погоди градот Скопје на 26 јули 1963 година во 5 часо и 17 минути. Земјотресот е еден од најкатастрофалните природни непогоди во нашата земја, односно во Скопје 6,1 степен според Рихтеровата скала. Траел 20 секунди, со помали потреси до 5 часот и 43 минути. Имало жртви, 1070 луѓе го загубиле животот, од кои 478 биле мажи, 430 биле жени и деца 162. А 2900 биле повредени во тој земјотрес кој што се случи, се разбира, во Скопје. Како што кажав, земјотресите имаат и своји последици, материјални штети, човечки животи и предизвикуваат, се разбира, цунами. Почитуваме да не заборавиме дека до сега говоревме за земјотресите кои ги спомнуваме во Светото писмо или пак се спомнати во еден буквален или символичен начин. Видовме какви се земјотресите и какви последици носат. Но исто така видовме дека земјотресите во Библијата имаат одредена порака за нас. Изборуваат за Божјата моќ или па за Божјата, се разбира, сила. Затоа и Господ Исус ги спомнува земјотресите. Затоа што носат одредена порака. И затоа треба да ги следиме и да бидеме, се разбира, внимателни. Почитувани слушатели, ако даде Господ, ќе продолжиме да зборуваме за последните времиња. За оно што треба да следи во иднина. За оно што треба да се случува. Затоа Бог не предупредува и ве предизвикувам да слушате емисијата Гласот на вистината. И ако нешто ве интересира, слободно можете да ми се јавите или да пишете во коментар во емисијата Гласот на вистината. Господ нека не чува сите, Господ нека ги чува нашите семејства. Господ нека ја чува Македонија, Господ нека го чува светот. Но не заборавајте, живееме во време на милоста, кога вратата на милост е отворена, кога секој еден од нас е поканет да влезе во Царството Божјо. Затоа што ќе дојде ден да таа врата на милост Бог ја затвори. Затоа во некој од наредните емисии ќе зборуваме за времето на Ное, затоа што и самиот Господ Исус Христос, кога зборува за последните времиња, тој прави една споредба со времето во кое живееше Ное и сегашното време. Но за тоа ќе зборуваме, како што кажав, во наредните емисии. Оно што е многу битно и важно, читаме во Светото писмо, кога се случи потопот на оваа земја, Библијата ни открива дека Бог ја затвори вратата. И потоа никој не можеше да влезе. Но затоа, додека вратата на милост е отворена, ајде да влеземе заедно, затоа што времето на тоа триумфално Христово доаѓање е многу, многу близу. Почитувани, оно што сакам да кажам е тоа дека немаме многу време и дека живееме во последните времиња.
И затоа многу нешта се случуваат денес во светот. Библијата јасно и гласно зборува. Прочитавме и видовме дека во последните времиња беззаконието ќе се умножи. На секое место можеме да видиме беззаконие, можеме да видиме безредие, но љубовта меѓу луѓето, почитувањето исчезна и го нема повеќе. Затоа, слушајте емисијата Гласот на вистината и се надевам дека ќе имаме вкусни, благословени емисии кои ќе не предупредуваат, емисии кои ќе не поучуваат, емисии кои ќе не подготвуваат точно за неговото доаѓање. Затоа дотогаш Господ со вас нека биде и се разбира се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.